Промовирани се нови 24 наслови, од кои 14 од областа на биотехничките науки и 10 од областа на архитектурата и градежништвото. Тие се дел од владиниот проект за превод на 1000 стручни и научни книги и учебници, од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија. До сега преведени се 654 книги, кои се користат на еминентните светски универзитети, а кои им се достапни на академската, но и на пошироката македонска јавност. Овие книги кои што се главно од областа на архитектурата, на биотехнологијата, екологијата, животната средина, храната и други гранки, ќе бидат непроценливи алатки во рацете на нашите професори, студенти, научни работници, ќе имаат можност да учат во моментот најврвните дела кои што ги користат најврвните универзитети во светот. Тоа е извонедна можност и убеден сум дека сите наши научни работници, студенти и професори ќе искористат. Како премиер во сиот изминат период, Груевски рече дека бил и ќе остане постојан промотор на оваа нова литература, бидејќи е убеден и сигурен во полезноста од нејзиното користење. Министерот за образование и наука се надоврза потврдувајќи ја огромната вредност на книгите. Книгата секогаш била и ќе биде прозорец низ која се гледа и доживува светот. Овие книги за студентите, но и преку читалните и библиотеките за сите граѓани на Република Македонија имаат посебна дополнителна вредност, бидејќи тие имаат и психолошка димензија за нив. Самата помисла дека се учи од исти книги, како и студентите од светски реномираните факултети, представува голем поттик и мотивација да се надградуваат и едуцираат студентите. Како резултат во иднина, потенцираше Кралев, македонските граѓани ќе може да бидат конкурентни на своите колеги од земјите со високо образовен и економски стандард. Министерот додаде дека може би еден ден, токму на врвните американски и европски универзитети ќе се учи од книгите на нашите студенти, кои го изградиле своето знаење благодарение на овие книги.